Добар ден, почитувани гледачи, јас сум Александар Бојаджиски. Ова е првото отворено студио на телеканал А1 посветено на спортот. Од денес па натаму, секоја среда ќе одвоиме повеќе време за спортските случувања на југоистокот. Нашиот регион од секогаш бил вистински пример за тоа како треба да се развива и вложува во спортот. Уште од минатиот век, токму на овие простори се формирале првите спортски клубови, а воедно се појавиле и голем број спортски таленти. Прво на просториите на бивша Југославија, а потоа и во Македонија. Подеднакво се развиле повеќе спортови, како фудбалот, одбојката, ракометот, кошарката и така натаму. Истовремено секој спорт добивал препознатливи играчи кои создадоа добра основа за тоа што го имаме денеска. Токму спортската среда од сега понатаму ќе биде простор во кој телеканал А1 и нашата редакција ќе може да разговараме, дебатираме, анализираме, обработуваме најразлични теми од спортот. Нашите телефонски линии ќе бидат секогаш отворени за оние кои сакат да постават некое прашање или да дадат свој коментар на соодветната тема. Изминатиот период најактуелен спорт е одбојката, па затоа темата на денешното отворено студио ќе биде токму овој спорт. 5 пати оваа сезона одбојкарските клубови на Струмица и Сушево си ги одмерија силите на паркетот, а во последниот месец 3 пати се соочија во меѓусебните надпревари. Во меѓусебните надпревари одбојкарскиот клуб Струмица 3 пати извои победа, меѓу кои едно од нив значеше и освојување на одбојкарскиот куп на Македонија. Додека одбојкарите на Сушево триумфираа само еднаш изминатиот месец, но во сите други надпревари се покажаа како тежок противник за струмичани. Надпреварите помеѓу овие две екипи од регионов создадоа ново спортско ривалство, а публиката за сето тоа време уживаше во неизвестни и интересни надпревари. Спортската редакција на телеканал А1 приготви прилог за овие две екипи. Предлагам да го проследиме. Одбојката во Струмица од секогаш била спорт број 1. Многу наши одбојкари продефилирале во репрезентацијата на Македонија. За квалитетот на одбојката во нашиот крај, а воопшто и во Струмица, говори и самиот факт што нашата најдобра одбојкарска селекција брои дури 7 репрезентативци од Струмица, кои минатата година за прв пат во историјата на македонската одбојкарска репрезентација изборија учество во Европската одбојкарска лига. Се сеќаваме и на Никола Донев, кој е роден во Струмица, а одбојкарската кариера ја започнал во струмичкиот клуб Партизан и е првиот македонски одбојкар кој настапил на едно светско првенство со репрезентацијата на Југославија. Никола Донев активно играл одбојка се до 1983 година, а после тоа се посветил на тренерската кариера. Круна на неговата тренерска кариера била 1993 година, кога одбојкарскиот клуб Струмица за прв пат во своето постоење го освои првото место во првата македонска одбојкарска лига и стана шампион во самостојна Македонија. 20 години подоцна, одбојкарското злато повторно во сопственост на одбојкарскиот клуб Струмица. Годинава пак, две екипи од нашиот регион атакуваат за првото место во одбојкарската лига на Македонија. Струмица и Василево се двете општини кои ни ги дадоа двата најсилни и најдоминантни клубови оваа сезона во македонската одбојкарска лига. Голема гордост и престиж како за самите одбојкари на овие клубови, така и за жителите на овие општини кои ја имаат привилегијата да ги следат и бодрат во текот на целиот шампионат. Одбојкарскиот клуб Струмица наспроти одбојкарскиот клуб Сушево се двете екипи кои формираа едно ново спортско ривалство на струмичкото одбојкарско поднебје. Две екипи кои доста добро се познаваат. Составот на одбојкарскиот клуб Сушево, начело со долгогодишниот репрезентативец Хари Наковски, пополнет со неколкумина млади одбојкари кои ги поминале младинските категории во одбојкарската школа на Струмица,
наспроти составот на екипата на Струмица на чело со Кирил Ричлиев и многу повеќе искусни одбојкари, меѓу кои и 3 репрезентативни имиња. Состав кој изминатите неколку години доминира во македонското одбојкарско првенство, а денес доби еден голем ривал во екипата на Сушево. Сезона 2014-2015, сезона во која токму овие два состави доминираа на одбојкарските паркети ширум земјава. Екипата на Струмица 2 сезони поред го завршуваше регуларното првенство со по само еден пораз и тоа од екипата на Сушево. Годинава сушевчани предводени од бившиот репрезентативец Хари Наковски, а воедно и еден од најдобрите одбојкари кои Струмица ги имала, ги забележаа најзначајните спортски успеси во колективните спортови, како на клупско, така и на општинско ниво. Минатата сабота, општина Василево беше домаќин и организатор на финалето на одбојкарскиот куп на Македонија во соработка со Одбојкарската федерација. Надпреварите се одиграа во спортската сала при основното училиште Гоце Делчев. Општина Василево за прв пат беше организатор и покровител на спортски настан од ваков тип. Тука се одржа и финалето во женска конкуренција, каде настапија женските одбојкарски екипи на Јанта Волеј од Тетово и Работнички од Скопје. Златото во женска конкуренција припадна на екипата на Работнички од Скопје, кои триумфираа со резултат 3:2 во сетови, во еден неизвесен меч од самиот почеток па се до самата завршница. Во машка конкуренција пак, во големото одбојкарско финале, екипата на Струмица, предводена од тренерот Кирил Ричлиев, го одбрани куп трофеот на Македонија. Соништата на одбојкарите на Сушево беа свртени кон освојување на овој трофеј и тоа на домашниот паркет, подпомогнати од најбројната и најбучната публика во нашиот шампионат, соништата на сушевчани останаа неостварени. Екипата на Струмица триумфираше со 3:1 во сетови, за на крај да го подигне златниот пехар, додека за Сушево остана среброто, што е едно големо достигнување, кое воопшто не е за потценување. Струмичани се на добар пат и да ја одбрана чампионската титула во македонската одбојкарска лига и да се закитат со двојна круна, исто како и минатата сезона. Струмица има водство од 2:0, а веќе во четврток во спортската сала Партизан во Струмица повторно ќе ги одмерат силите со екипата на Сушево во третиот меч од финалната серија. Многу од нас биле сведоци на големи пресврти во спортските надпревари низ историјата. Повеќето неутрални љубители на одбојката би се согласиле да следат и петти меч помеѓу овие два ривала, па затоа картите ќе ги оставиме отворени, па нека победи подобриот противник. Струмичани со победа ќе ја прослават двојната круна, доколку пак Сушево забележи триумф, ќе гледаме четврти меч во спортската сала во општина Василево. Почитувани гледачи, со нас во студиово денес се две големи одбојкарски имиња од Струмица. Да почнеме од повозрасниот. Со нас во студиото е господинот Хари Наковски, еден од најзаслужените што екипата на одбојкарскиот клуб Сушево се најде во завршницата и во купот и во Македонската лига. Со својата богата кариера Наковски има одиграно повеќе од 100 надпревари за македонската репрезентација. За прв пат во сениорската репрезентација настапи во 1996 година и тоа на 16 години. По одличната игра на репрезентативниот турнир во Германија на 18 години остана во оваа земја и тоа во екипата на Фелбах. Хари своите одбојкарски почетоци ги бележи во екипата на Струмица, а играше и за српските екипи Ивањица, Крагуевац, играше во Подгорица, во Скидра и Работнички од Скопје. Освои 4 титули како играч, а беше дел и од Европскиот Final Four. Како тренер Наковски дебитираше во Албанија во екипата на Теута од Драч, со кој освои куп титула. Навистина богата кариера. Добар ден, Хари. Добар ден. Со нас исто така во студиото е и Ангел Николов, кој е играч на одбојкарскиот клуб Струмица. Ангел Николов својата кариера ја започна во екипата на Струмица, со која освои 3 титули во одбојкарската лига на Македонија и 2 куп трофеи. Сезоната 2011-2012 Николов со одбојкарскиот клуб Вардар од Скопје ја освои двојната круна во државата. Има освоено и трофеи во Албанија со екипата на Драч. Исто така има настапувано во Ирак во екипата на Ал Куфа, во бугарскиот Разлог и Косовски Феризај.
Оваа сезона Николов повторно му се смешка втората круна, овој пат со екипата на Струмица. Добар ден, Ангел, честитки за титулата. Фала. Да почнеме од возрастниот. Најпрвен да започнеме од впечатоците во куп финалето. Навистина прекрасна атмосфера, навистина добра организација, вистински празник за македонската одбојка. Хари, вие како домаќин може ли да ни кажете нешто повеќе за организацијата? Добро, ние имавме шанс ова година да го организираме купот во нашата општина, кои со подпомогнати од председателот на општината, кој ни излезе во сусрет за цела организација, од најмаленките работи до најголемите финансии. И на тој начин некако и се одуживме на нашата публика и на нашата општина, каде што видевме и каква беше атмосферата, можеби едно од најдобрите во последните години во Македонија. Посетеноста беше голема, имаше сигурно посебно во машкото финале имаше преку 1000 гледачи и се потрудивме на сите екипи да им овозможиме еден добар пријатен престој во нашата сала како организатори на одбојкарскиот куп, но нашата главна цел не беше зацртена во секој случај, пошто ние атакувавме на купот, на титулата, но сепак одбојкарскиот клуб Струмица се покажа како поквалитетен, подобар клуб, подобар тим и ние сепак и се задоволивме со нашата освоено второ место во купот и во плейофот, каде што влеговме исто во финалите заедно со екипата на Струмица. Ние го дадовме нашиот максимум, го изгубавме купот, првенството трае уште и се надеваме дека ќе избориме некој малку подобар резултат од досегашниот. Ангел, како беше чувството да се игра пред полните трибини во спортската сала во Василево? Екипата на Сушо до ова година направи навистина интересна екипа. Меѓутоа, миналите години, иако имаше послава екипа, посетеноста сепак беше на завидно ниво. Таму гледаноста е на многу високо ниво, не паѓа луѓето се доста заинтересирани за овој спорт, ги бодрат собствените играчи, кои овозможуваат сигурно дека им помагаат на домашната екипа за да извојува вакви неизвестни сетови. Иако може да каже дека екипата на Струмица располага со, да кажем, одреден број на играчи кои се поискусни и поквалитетни, меѓутоа со голема борбеност екипата на Сушо парира во целост. Да, така. Која беше формулата за успех за победата во ова куп финале? Па вака, ова година одигравме многу надпревари. Добивме 2 во регуларниот дел, 1 загубивме и сега во период од 1 месец одигравме 3 надпревари. Овие екипи располагаат со играчи кои претходно дали надвор или во Македонија настапувале се заедно. Иако сега со противнички табори, меѓутоа порано настапувале заедно и се познаваат, да не кажем, во целост. И во основа тактиките за добивање на надпреварите одат на моментална форма, на моментална спремност, кондициона или денот дали ќе послужи или нема да послужи. Да. Хари, Сушево е единствената екипа која успеа да ја совлада Струмица изминатите 2 години. Во купот не успеавте. Каде ја гледате причината за поразот? Добро, причината е очигледна дека Струмица има малку по-долг, да кажеме, повеќе квалитетни играчи за разлика од нашата екипа и може да напаѓаат од повеќе страни за разлика од нашата екипа кои сме малку разречени. Морам да нагласам дека последните 20 дена имаме многу проблеми со повредите и во сите финални утакмици ние не можевме да се собереме, да смогнеме снаги да оттренираме барем еден тренинг заедно, за да можеме да разработиме некоја тактика која ни послужи добро и се покаже како резултираше со победа од 3-0 во регуларниот дел од првенството. Но сепак се надеваме сега дека во наредната утакмица, третата утакмица од плейофот, ќе можеме барем приближно да покажеме како утакмицата од регуларниот дел каде што победивме со 3-0. А јас пак ќе кажем, значи проблемот е малку поголемиот фонд на квалитетни играчи што ги има Струмица за разлика од нашиот клуб, кој е прилично млад клуб во првата лига и прилично прв пат доаѓа до така завршен турнир, до плейоф
Но се надевам дека нема да застанеме тука, дека со помош на пак да напоменам на локалната самоуправна општина Василево ќе пробаме барем да направиме еден корак понапред, еден чекор понапред, за разлика од оваа година, и да можеме да парираме малку повеќе, и да победиме, зашто да не во наредната сезона со екипата на Струмица. По моје мислење, друга екипа во Македонија, освен Струмица, квалитет на тој ранг на квалитет што го има, нема сем екипата на Струмица. Да, Ангел, имате предност од 2:0 во финалната серија во лигата. Кои се вашите очекувања за следниот натпревар? Ќе биде потежок? Знаете како, нормално дека ќе биде потежок. Одим од една страна, сме во предност со 2:0, имаме шанса во наредниот натпревар да ја завршиме серијата, а од друга страна сме под притисок, бидејќи ако дојдеме во лоша ситуација да го изгубиме натпреварот, треба да гостуваме на август. И веќе предност од 2:0, што во моментот е огромна, станува минимална. Меѓутоа, нема спортист смисла на планета кој настапува и кој очекува кога ќе влезе во натпревар да изгуби, тоа што не може да биде ни квалификуван како спортист. Ние ќе влеземе целосно сконцентрирани да го добиеме натпреварот максимално. Се разбира, тоа што ќе се случи на самиот натпревар ќе се случи, меѓутоа максимумот од наша страна ќе биде даден. Така. Екипата на струмичанецот Ѓорѓе Ѓорѓиев во бугарското првенство направи вистинско чудо и со таков резултат, со негатива од 2:0 во победи, успеа да се врати и да го освои бугарското првенство. Хари, имате ли сили за ваков пресврт? Ние ќе се бориме до крај. Тоа сигурно. Можем да бидам малку задоволен затоа што играчите во последните 2 дена ми се повратија во тренажен процес. Малку повредите стивна. Не сме во цело заздравени, но сепак тоа е една малку улеснителна околност, каде што е 2-3 дена веќе можеме да разработуваме некоја тактика малку, за да можеме да парираме на одбојкарскиот клуб Струмица. И пак ќе кажем, значи ништо не е изгубено. Значи такви утакмици сме имали, па можем да кажем многу добиени утакмици ти губиш. Значи од добиени плейоф серија финална исто, тоа го имам усетено на своја кожа. Значи при водство 2:0 во победи, водиш 2:1 во сетови, водиш со 20-15 и така утакмиците се обраќа и губиш првенство. Јасно. Што значи ништо не е исклучено. Ние се бориме до крај и се надевам дека ќе имаме некоја малку спортска среќа која ни недостасуваше во овие последни 3 утакмици. И се надевам на една победа во плейоф серијата. Така, Хари, иако сте играч и тренер во Сушево, мислам дека сте повеќе посветени на тренерската кариера. Кои се вашите планови за едната сезона? Ја имате и одбојкарската школа Наковски волеј. Како се одвиваат младинските категории, младинските школи? Добро, мене примарната цел што се вратив овде во Струмица е затоа што заврши веќе со играчката кариера и почнав со тренерска кариера. Значи, превасходна примарна цел ми е тренерската работа. Каде што ова година отвори своја приватна одбојкарска школа Наковски волеј, каде што имам преку 80-90 деца кои ја посетуваат мојата школа и од кои сум презадоволен како напредуваат моите, да кажем, ученици, девојки, пошто примарната цел ми е женската одбојка. И девојчињите ми се стварно изненадувачки напреднати за овие 7 месеци колку работиме. А сега што сум уклучен во одбојкарскиот клуб Сушево, значи тоа се случи така инцидентно некако. И јас ја прифатив таа работа на позив на некои од играчите кои веќе беа таму, се договорија и јас, пошто имам малку слободно време, кое мислев дека можем да го пополнам со работата во одбојкарскиот клуб Сушево, каде што на почетокот не беше договорот да јас играм, но сепак кога се укажа шанса да можеме да играме, да стигнеме и до финалите, јас морав да се активирам пак и да помогнам колку можем.
И тоа го правам. Значи, јас само може да се кажем дека се шлепам покрај другите мои играчи, помагам колку можам. И се надевам дека со мојата помош ќе може да се развие уште некој млад играч, посебно од тај крај на Струмица, каде што ова година нашата младинска школа, Одбојкарски клуб Сушио, стигна до третото место во Македонија. Го испуштиме финалето на некој несреќен случај, да кажеме. Од следната година се активира и пионерската школа во Одбојкарски клуб Сушио, а исто планирам и мојата одбојкарска школа на Ковски води да ја проширам на општина Василева во неколку, да кажем, села, општини кои се под таа локална самоуправа. Така, дали и другата сезона повторно ќе играте или ќе бидете само тренер? Јас се надевам дека ќе немам потреба да играм, дека ќе најдам некој играч барем малку да го пополни моето место и да може да помогне на начинот кој јас помагам сега во организацијата на играта, кој е сега мој терет, а малку е тешко на овие години и со ова конституција која имам сега. И се надевам дека ќе најдеме некој играч соодветен кој ќе може да ме замени. Ангел, кои се твоите планови? Може би некој трансфер во иднина ќе останеш во Струмица? Дај Боже. Екипата на Струмица е сегаш отворена за не само за мене, и за сите играчи кои излегуваат надвор, кои во моментите поради различни причини се враќаат назад и продолжуваат овде да настапуваат и тренираат. Меѓутоа сите ние што работиме професионално, се занимаваме со овој спорт, примарна и основна цел е играње надвор, обезбедување на подобри услови кои ќе помогнат и во понатамошниот живот да живееме, да речеме, подобро. Меѓутоа не исклучуваме никоја можност. Ние со Хари сме соработувале заедно и порано. Во Драч Албанија настапав една година пред него, меѓутоа подоцна го проширивме списокот на наши играчи таму, он како тренер и Атанас Милев како играч. И се надеваме дека можеме да излеземе надвор или заедно или еден по еден да се прошири колонијата на играчи кои настапуваат надвор од Македонија. Тоа се разбира ќе биде во корист за промовирање на одбојката и привлекување на спонзори кои ќе овозможат и во Македонија да се развие многу поквалитетна одбојка. Да, така. Ни останува уште да прокоментираме за крај во оваа дискусија со нашите гости за македонската одбојкарска репрезентација. Националниот тим ги стартува подготовките на 15 јуни, а веќе на 11 јули почнуваат надпреварите во Европското првенство. Во група сме со Полска, Естонија, Австрија, Данска и Израел. Ангел, кои се твоите очекувања, докаде може да стигне македонската репрезентација? Ако земеме пред минатата година изгубивме нестрекно во полуфиналето, се надам дека оваа година ќе успееме да консолидираме редовите целосно и да успееме да победиме. Знаете, дека репрезентација е малку покомплицирана за разлика од клуб, сите играчи настапуваат и тренираат секојдневно заедно, меѓутоа репрезентација е сосем друго. Играчите цела година се разделени, вие ги собирате за месец дена, треба да наметнете и кондициона припрема, како и формата на игра за да одговорите на барањата. Начинот на организацијата на надпреварите е доста комплексен, се игра многу често се патува. Како што знаете, патувате една недела во Полска, се враќате за 2 дена, треба да одите идете на надпревар во Израел или во Естонија, да речеме, тоа се огромни далечини кои треба да ги надминете и меѓу време треба и да одиграте 2 надпревари. Тоа е многу тешко, треба долга клупа, треба повеќе играчи, меѓутоа нашата репрезентација покаже дека може, има квалитет, поседува играчи кои можат и индивидуално и заедно со екипата да направат врвен резултат. Се надеваме и оваа година, тоа оди во корист на сите. Добриот резултат оди во корист како на играчите овде, промовирање на домашното првенство, така и на самите играчи кои се промовираат себе си за подобри ангажмани во иднина. Така. Хари, вие имате долгогодишно искуство со македонската репрезентација. Сте биле во македонската репрезентација на 16 години, уште од 1996. Оваа генерација е предводена од браќата Ѓоргиеви, од Ѓорги и од Никола. Кој е твоето мислење за квалитетот на сегашниот национален тим во споредба со овој кога ти го носеше националниот дрес?
Добро, нашата репрезентација секој пат се издвојувала по тоа што повеќето играчи биле од Струмица. Значи, косторот на екипата во националната репрезентација беше секогаш од Струмица. Значи, секогаш е било 6 и повеќе играчи се биле дел од репрезентацијата. Квалитетот сега на помладите може да се каже дека е малку поголем, повисок, за разлика од мое време, кога не игравме, но во тоа време исто имаше големи имења, имаше многу играчи, но немавме толку шанса некој да излезе надвор и да покаже што може и на некој начин да го зголеми фондот на квалитетни утакмици, да се зголеми квалитетот, пошто се значи многу кога ќе одиш да играш во Франција, во Турција, во Германија или да останеш овде. Во мое време 80% од играчите беа од домашното првенство. Значи многу ретки бевме тие што заминуваа надвор. И така, ние повлековме некоја нога, да кажеме, на нашки во странство и полека сега имаме преку 20 играчи кои настапуваат во странство. И се резултира со поголем квалитет на репрезентацијата и ни стварат поголеми шанси за поголеми резултати за разлика од пред 15-20 години. Квалитетот на нашите предводници Ѓорѓиеви, значи, е немерлив за разлика од претходно, значи тие и треба да бидат столбот на нашата репрезентација, пошто моментално се најквалитетни. Но јас го гледам проблемот во, како да кажем, во организацијата во Одбојкарската федерација на Македонија. Значи финансиите се секаде проблем, така и во нашата федерација, која секоја година, веќе наназад 20 години, може би и повеќе, ние се бориме за најосновните услови. Значи, ние патуваме со автобуси, како што се случи и ова година. Значи, патувавме во Полска, со автобус, од Полска за Австрија, од Австрија дома и ти очекуваш после некои резултати. Значи, не е физички изводливо, а за психички да не зборувам. Играчи кои настапуваат во големи клубови, кои располагаат со милионски буџет, а ти доаѓаш, мораш да патуваш со автобус. Да поминеш буквално цела Европа. Значи, тука имаме еден голем проблем, финансиите, кој се надевам дека со новиот бран, луѓе кои надоаѓаат сега во федерацијата, ќе проба да се смени барем малку ситуацијата, таа агонија која веќе владе едно 20-30 години во нашата федерација, во кој не можам да замерам и на луѓето сега кои се таму. Значи, нашиот спорт на државно ниво не е многу популарен. Имавме многу големи успеси, меѓу првите имавме европски успеси. Значи, меѓу првите стигнавме до бараж репрезентацијата да игра за европско првенство, каде во тоа време европското првенство броеше 12 екипи, сега се 16, можеби и повеќе. За прв пат стигнавме тогаш, голем успех. Со работнички фечпет прв пат екипа наша од Македонија стигна до Final Four. И се надевам дека ќе смогнат сили луѓето од федерацијата да барем има возможност на нашите репрезентативци минимални услови за да постигнат подобри резултати и да стигнеме до очекуваната цел европско првенство. Амбо зошто да не и светско и така натаму. Вашите очекувања за ова првенство? Па јас пак ќе нагласам. Доколку им возможиме на играчите основни услови, барем за патување, да не одиме пак со автобуси до Израел, до Полска, до не знам каде, Естонија, значи мора да им возможиме на играчите да бидат релаксирани барем од таа страна. Да имат и основни услови во сместување за тие месец дена колку ќе бидат дали во Скопје, дали во Струмица. Значи ние се бориме пред се со најосновните човечки услови кои може да ги има еден нормален спортист. Ви благодарам и на двајцата за гостувањето. Ви посакувам многу успеси во понатамошната кариера. Фала и на вас. Тебе се. Ние одиме со джингл.
Следниот надпревар помеѓу екипите на Струмица и Сушево е во четврток во 19 часот во салата Партизан. Струмица има предност од 2:0 во победи, но за да се освои Македонската лига во финалната серија потребни се 3 победи. Се уште ништо не е освоено, ниту пак загубено. Во спортот пресвртите се честа појава. Најсвеж пример за ова е струмичанецот Ѓорги Ѓоргиев, кој успеа да направи целосен пресврт во бугарското одбојкарско првенство и како капитен повторно успеа да го подигне трофејот. Да го погледнеме интервјуто со Ѓорги Ѓоргиев. Ѓорги, што се случуваше во финалната серија? Во финалната серија имавме многу тешко полуфинале, кој игравме три утакмици, сите 3-2 и ги победивме сите 3-2. И лигата, како што знаете, ја завршивме трети и игравме првите полуфиналини ги игравме во гости и една дома, но успеавме сите да ги победиме 3-2 со екипата на Монтана. Во финалето игравме против прво пласираниот во лигата, тоа беше Добрич. Многу добра организирана екипа, со многу добри поединци и за мене убедливо едно најдобрата организирана екипа во Бугарија, со сите услови. Завршија први, ние завршивме трети во лигата и првите две утакмици се играше од три победи од 5 утакмици. Првите две утакмици ги игравме во Добрич. Започнавме со 3-0 за нив. 1-0 во победи, 3-0 за нив, игравме катастрофално и не знам што беше причината, како шампиони игравме катастрофално, но со втората утакмица водевме 2-1, неизрамнија 2-2 и водевме во 5 сет 13-9. Изгубивме 17-14. Тоа нешто во финалната серија досега не сум видел, јас 15 години сум во одбојката, не сум видел нешто такво во финал. Во обични утакмици да, во финална серија од 13-9 во 5 сет да изгубиш 17-15, тоа е невозможно. Но изгубивме и сите не мислеа дека готово е со нас, дека Марек ја предаде титулата, Добрич е нов шампион, се пише ни сите бугарски медии, но јас како капитен, после втората утакмица, отидев сите играчи кога растегнуваа, сите разочарани во собликуваната, ги поздравив сите и им реков дека ништо не е готово и продолжуваме напред. Имаме 3 утакмици да победиме, а сме го правеле миналата година, победивме 40 утакмици поред без да загубим. Така да не беше невозможно. И имаше нешто во мене и во моите играчи дека верувавме дека може да победиме. Отидовме дома со ладни глави, имавме 3 дена одмор и излеговме третата утакмица пегла. 3-1, но трите сета кои ги земав беа на 15, на 16, на 17, нешто така. Исто така, четвртата утакмица беше многу тешка. Психички и за нас и за нив. Бидејќи оние кои изгубаат четвртата утакмица, петата не се знае што ќе биде, а ние моравме да победиме и пред сопствена публика губевме 2-1 и успеавме да победиме 3-2. И ни тоа ни даде крилја. Отидовме во Добрич, тука веќе шансите се од 2-0 обраќаш 2-2 и до пета утакмица се наклонети кон нас. Но започнаа добро и ни водеа 2-1. Но успеавме некако четврти сет да го земаме на разлика и пети сет ги прекршивме 15-9 и пресреќен сум и ваква сезона не сум имал до сега и да, најдрага сезона ми е во кариерата. Добро, што беше пресудно за освојување на бугарски чемпионат? Пресудно беше колективот, кој другите екипи го немат. Јас и во Бугарија така реков, ние сме внатре од многу време заедно. Има и смена на генерации, играчи идат, си одат, но има некаков колектив кој јас го сметам сите играчи ги сметам како дел од мојата фамилија.
Со никој не се е скарал, никој со никој не е навредил. И има нешто другарство внатре и заедно работиме, заедно сме посилни. И најважно, 3 години сме шампиони и тој шампионски менталитет кој другите екипи во Бугарија не се го изградиле оште. Јас имам чувство дека другите екипи има страв да освојат шампионска титула. Додека кај нас и да губиме од 2-0 и да губиме 2-1 и што ќе правиме, но ќе обрнеме утакмицата. Колективот и шампионскиот менталитет за мене се клучните работи. Знам дека беше на трибините кога се играше Купот на Македонија во одбојка. Како го анализираш овој дуел помеѓу Струмица и Сушево? Јас сум пресреќен за Струмица, бидејќи јас сум израснал во тој клуб и тренерот на Струмица ме е тренирал мене и брат ми, не само мене, и многу играчи и репрезентативци. И според мене дуелот беше многу тежок во Сушево и во Василево со публика имаше и од двете страни, но публиката на Сушево беше многу повеќе и мислам дека Струмица е поквалитетна екипа и дека треба да си ја заштити титулата. Вашата прогноза за надпреворот во четврток? Мојата прогноза за надпреворот во четврток, очекувам Струмица да ја освои титулата, но секој пат во одбојката не се знае, има преобрати и може и Сушево да направи нешто, но најверојатно очекувам да Струмица да ја освои титулата. Посакуваме уште многу спортисти од овој регион да се најдат во нашите прилози, следејќи го нивниот успех. Спортските вести следете ги секој ден во информативното издание. Со нови спортски содржини во отвореното студио се гледаме следната среда. Имајте убав ден, пријатно!